чекай само малку момент. Значи, имате записници од двете седници. Некој ако има забелешка на записниците, нека каже. Не се разгледани. Да, на страната ги има. Ако сакате може да оставиме и за наредната седница да се разгледат, ако некој има забелешки тогаш да се тоа. Да, веднаш ги има. YouTube поставяме одма, писмени запис. Може, повели Светниче. Пред да ја започнеме седницата, сакам само да поставам неколку прашања, бидејќи од претходната воредна седница па до денешната јас сум бомбардиран од прашања од граѓаните. Првото прашање е зошто воредната седница не се снимаше и не е достапна за јавноста. Второто прашање е колку ние имаме придонесено, уствари донирано за немилионацна што ни се деси, како совет, како општина, како градоначалник. Ја можам само да ја одговорам колку ние како совет допринесеме за тоа. Одговорив дека сите советници имаме донирано по еден паушал од 16.000 денара и парите се донирани директно на граѓаните што се погодени од настано на фамилиите. Од нашата општина. Од нашата општина, да. За општината точно и конкретно не можев да кажам, мислам дека пошто бев и ја погоден тогај не можев да размислувам многу. Мислам дека донесеме одлука околу 80.000 од општината да се донира и градоначалниче тоа прашање до вас лично што ми го поставија, колку вие имате придонесено за настано, дали имате пуштено донации. И имам уште едно прашање за спомнам, ја не сум ни запознаен за некаква перална што се гради туку во Облешево. Била изградена до патот, до магистралниот пат. Прашањето беше дали ги исполнува условите, пошто самата перална била директно на магистралата и немало доволно простор за влез и излез, немало прегледност за возилата што ќе улават и излават од пералната. Тоа се моите прашања. Фала. Добро, благодарам Советниче. Градоначалник ќе одговориш сега или? Протоколарно нека се отиде за рисување на записни, но нема речи. Добро. На крајот ќе ги одговорам. Јас ги запишав прашањата. Ти благодарам. Добро, благодарам Советниче. Дневниот ред го имате, што е ставен. Туку има представници и од Источнопланскиот регион. Првите две точки се за Источнопланскиот регион. Другата беше најважна точката за Спанчево, за тротоарите и учество на општината во тој дел. Некој ако има забелешка на дневниот ред или дополнување, повели Сане. Вие како председавач на Советот кажате дека седницата се свикува по иницијатива на градоначалникот, тука пишува дека вие свикувате седницата. Јас сум известен дека ќе има само една точка и сега има дополнителни точки. Јас уопште не сум спремен за оваа седница за да дискутирам, освен за некои така што ќе ги видам моментално. Минатата воредна седница имаше повод, немил повод, немила причина зашто се свика воредната и нормално дека ќе бидеме без материјали. Сега ова е само ми е доставено пред 2-3 дена за Источнопланскиот регион, што го разгледа, оно другото не ми се допаѓа тоа што е на тај начин така направено. Благодарам Советниче. Конкретен предлог дали имаш нешто или само е забелешка тоа е страна? Немам, не сум спремен ништо. Добро. Благодарам. Некој друг од советниците дали има забелешка на записнико или дополнување? Повели Сладжана? Сакав да кажам дека поддржувам предлогот на Сане, на колегата советник, дека исто така бев известена само дека има на точка. Мислам, друго нешто најава не махна дека има други плюс дополнителни точки на дневен ред.
Добро, благодарам. Повели Марија. Само да одговорам на советникот Сање дека го свикува нели председателот на совет. Советот може да се свика по барање на градоначалникот, по барање на 1/4 од членовите на совет. А го свикува секогаш председателот на совет. Однос на другите точки, значи беше за приоритетни нели за улицата во село Спанчево. Другите се како и секоја година што ги усвојуваат извештајот за работа за финансиите и нема нешто нели што тука може да се разгледа. Така да ако сакат можете и нели наредна седмица да ги разгледат тие точки, овие двете нека ги разгледат се. Добро. Повели Гранчанче. Ви благодарам, председател. Вие како орган, согласно закон, немојте, ние не сме имале вакви ситуации, освен немилиот настан што ни се случи прошлиот месец, за да бидеме воредно свикани. Меѓутоа, тоа не значи дека согласно член 39 став 4 дека треба да го девалоризираме начинот на кој треба да се свикуваат седниците. 7 дена сувопарно гледано по законот за и деловникот за работење на советот, да, јас се согласувам дека во нормални околности дека треба да го почитуваме тоа правило, меѓутоа и да утре имаме инспекцијски надзор, значи по начело на објективност, еве ова го говорам одговорно, бидејќи доаѓам од Државен инспекторат на Република Македонија, и можам да кажам дека по начело на објективност јас ќе го бранам начинот на кој е свикана самата седница на совет. Во воредни ситуации и во интервентни ситуации советот е должен не само да биде присутен, туку и да формира адхок тела. Значи тоа треба да го знаеме сите. Значи ве молам, значи за интересот на граѓаните, ние сме пред се избрани да ги бранеме интересите на граѓаните, а после тоа да гледаме како ние законски ќе се однесуваме. Тука нема сувопарно кршење на ниту една законска регулатива која ни е дадена. Туку имаме простор за да ние се вклопиме во самата матрица и за да го испочитуваме тоа што се бара од нас како орган при управа, тоа сте вие заедно со нас колективо вработени во локалната самоуправа. Да, јас се согласувам со забелешките дека не се испочитувани, меѓутоа, ако добро се погледне и ако се прочита законот и деловникот за работа на советот, ќе видите и самите ќе се уверите дека баш буквално нема никакво отстапување во делот и начинот на спроведување на самата седница. Записникот е пред вас, ние можеме да дадеме и 10-15 минути пауза, за да можете истиот да го прочитате, а истиот беше прикачен на самата веб страна и достапен за да го разгледате вие. Седницата не е свикана од денес за утре. Значи ние се трудевме максимално да го искористиме просторот за да бидете вие информирани како членови на совет дека понеделник ќе имаме седница на совет. Значи имавме простор. Ако сакавме сите да одвоиме по 5-10 минути од викендот или петокот, дека ќе можевме барем делумно да се информираме во делот на итноста на самите точки. Ви благодарам. Благодарам, градоначалниче. Некој дали бара збор? Повели Сане. Во контекст на дискусијата на представникот на општината ми е кажано дека ќе има седница за денеска за понеделник, а по некоја случајност во разговор со председавачот на советот ми е кажано дека закажаната седница за денеска не е по предлог на представникот, на председавачот, извините. Значи не спорам дека не е законски, него требаше да се каже дека е по иницијатива на градоначалник. И толку ќе не дискутирам. Добро, благодарам, советниче. Значи, јас бев известен од Марија телефонски дека треба да има воредна седница хитна седница. Не воредна, хитна. Значи, по закон, член 39, тамо точка 39, став 4, значи има право градоначалникот да закаже седница. Кај мене лично, како председавач, од како сум, има право
секој советник да закаже, еден ако советник се јаве, одма 20-30 побараме седницата да се закаже колку има потреба. Колку е хитна седница, уопште не е проблем, ако треба истиот ден ќе закажеме. Овој случај, ја пример не знаев колку е тоа хитно, без разлика, после горе-доле бев у последните информиран, за тоа замерив на службеничката, зашо сум информиран по последните, не управите. Значи прво требало да се јават на мене, да кажат и после да натаму да тераме работа. Добро, како е така, седницата е веќе тука сме. Го поддржувам предлогот на Сани и на Сладжана. Значи, овие две точки што е финансиски извештај и друга точка што е околу колата да се одложат, а тука имам представник од Источно-планскиот регион. Ако согласите тие извештаи да и не сме ги добро разгледале, ама тука имам представник, па ако треба и повторно може да го викнем и друг пат, но сепак сега да расправаме веќе за тие првите две точки и за точката за тротоарите и одобрување средства. Околку сте сложни за тоа, тоа е мој предлог. Ако некој има друг предлог, нека повеле. Повели, Сладжана. Сакам само да кажам, мислам, доколку може в контекст на тоа што градоначалникот го кажа за итноста, мислам, за ажурноста, за свикување на седница итно, мислам, или ворена, како претходниот пат што беше, мислам дека ја мислам не спомнав у контекст на тоа дека ние сме против тоа. Јас само мислам кажав дека за седницата што е свикана денеска, за дневен ред е ставена или сме известени само дека одлука за приоритетен пакет преку Светска банка. Тоа беше мојата реакција, дека другите точки не се ни наведени. Мислам како прво. Второ, мислам дека до сега никогаш не е имало проблем, барем од нас советниците, дали за итнос или за нешто, пример за ворена седница, не сме имали такви немили настани, меѓутоа никогаш не е имало проблем од нас за нешто такво. Што сме имале можности, мислам, имале ситуации да го правиме тоа. Благодарам, Сладжана. Значи, тоа беше предлого и уште еден предлог што од страна на советниците, тука сега никој не го спомна. Значи, за паушалите што реагираат сите советници, нормално и јас со вас, значи, сега може още сега да се договориме за 10 дена да одржиме седница, наредните точки што има, тогаш да се одржат и до тогаш да бидат исплатени барем 2 паушала. Оти превише паушали се застанати. И тоа е мој предлог. Колку се слагате, повели Марија. Имајте само предвид дека финанси кварталниот извештај треба да го усвојат до 15 април. Како ќе ја закажете следната седница, имајте во обзир дека треба до 15 април да се донесе одлука. Добро, ќе ја донесеме на 14, нема проблем. 14 или 15 донасаме ја. Си свикаме. Кој ден е 14? Кој ден сме? Понеделник или вторник, да. Може за следниот понеделник да биде, точно има време за се. И материјали да се разгледат и да се... Значи сега извештај не може точно дека треба да се донесе, ама треба да бидат запознаени советниците, да го разгледат, да имат информација. Кој е за мојот предлог? Благодарам. Воздржани? Против? Нема. Добро, значи дневниот ред го имате, према тоа што го со вдигањето на рака го усвоивме тие точки. Прва, втора точка. Кој беше после? Четврта и пета. Значи, имаме представник од Источно-планскиот регион. Повели Емил. Добар ден на сите, почитувам градоначалник, почитувам председавач, почитувани советници. Пред се да почнам со излагањето, само една почетно... Добро, уште еднаш, должи од почеток. Добар ден до сите, почитувам градоначалник, почитувам председавач, почитувани советници. Пред да почнам со излагањето на двата извештаи кои што ги ставам воедно, длабока жалост до починатите и повредените. Не знам што да кажа повеќе, толку од мене. Сега ќе почнам со извештаите. Извештаите, како што чув, сте ги добиле касно, но во суштина се исти секоја година. Вие сте 4-та година советници, така да
теркот и што има внатре од прилика. Знаете, поместени се сите проекти кои што успеав да ги добијам од општините, пошто извештаите согласно Законот за рамномерен регионален развој, него програмата не ја спроведува само центарот, туку ја спроведуваат и сите општини, училишта, министерства, приватни фирми и така натаму. За реализација на оваа програма средствата се обезбедени од повеќе донатори, значи некои се напишани кои што ние ги знаеме, некои каде што општините и министерствата ги користат не се ставени во извештаите, така значи имаме најразлични донатори, воглавно најголем дел од нив се од централниот буџет преку различни министерства и секој од буџетите на општините. Во извештајот се поделени согласно програмата, се поделени проектите на среднорочни и цели, приоритети и мерки. Така да внатре има самиот извештај е околу 100 страни. За проектите кои што ги спроведува центарот е направена малку подетална анализа, односно таму е ставена транспарентност. Транспарентност значи на кој начин тие проекти се избрани и откако се сработени или како се сработуваат, за нив се поставува линкови се постави на веб страна, на Facebook, на Instagram, на телевизија и така натаму. Во електронската верзија која што ви е пуштена, може да кликнете на било кој од линковите кои се ставени и да дојдете директно до самиот линк. Потоа тука имаме родова еднаквост, животна средина, и така натаму. Ставен е и финансискиот дел, кај што имаме оваа година имаме само финансиски извештај за центарот и за еден проект кој што го работиме, одржлив инклузивен развој. Минатата година немавме проекти, сега добивме веќе повеќе проекти во кои што ќе бидат секој вклучени и сите општини. Знаете, ние работиме секој на регионално ниво, ако моментално не се гради, сепак во проектот е вклучено, например, зелена инфраструктура, што би требало да се направи за да имаме подобра инфраструктура, како да се справуваме со депонијата, со ѓубривото и така натаму. Ставена е и систематизацијата, колку луѓе имаме, колку се вработени, што работат. Од нова година, не знам дали знаете, имаме нов директор кој што е избран, веќе 3 месеца е кај нас, од 8 јануар, 3 месеца имаме нов раководство. Имаме добиено, како што реков, повеќе проекти имаме добиено од Интеррек Европа. За сега еден, другиот е одобрен, но не е подпишан, уште два, но не се подпишани договорите. Имаме со Бугарија 2 проекта, едниот лани се подпиша, другиот минатата недела се подпиша, и проекти од националниот буџет. Тука може да кажам дека вашиот проблем со околу депонијата и со превозното средство успеавме да обезбедиме средства за да се купи едно возило. Се надевам дека нема да има некој проблем и дека до крајот на летото дека ќе го имаме возилото за собирање на смет. Сега веќе кога сум околу тоа возило, сакам да кажам дека ние се потрудивме да биде комплетно покриено од националниот буџет, да нема ваше кофинансирање, но бидејќи не знаеме, секој ден се цените на возилата покачуваат. Мој предлог е нова седница него на наредната да ставите точка за кофинансирање од 10.000 евра. Не значи дека ќе биде тоа дополнително 10.000 евра. Може би нема да биде ич, но секој да ги имате резервирани средства за кои ќе го одобрат, да може ние да распишеме тендер и ако добиеме со повисока вредност, веднаш да го испорачаме возилото. Има на крајот на извештајот има неколку препораки кои што секоја година ги даваме до владата и до министерството, пред се околу тоа да го спазуваат приоритетот на проектите кои што се изгласа на форумите и на советот, исто така и за да даваат 1% од бруто националниот доход на национално ниво, но тие се глуви и не постапуваат по тоа. Од прилика толку е моето образлагање. Извештајот е голем, нема потреба повеќе да ви одземам време. Ако има некое прашање. Добро, благодарам на представникот од Источнопланскиот регион. Од мене има прашање. Значи,
кога се работи за равномерен развој, значи тоа треба развој за сите општини да има. Равномерен развој, значи ние во нашата општина веќе не веќе, туку нема вода за пиење, основни средства и канализации по сите населени места. Значи тај равномерен развој на програмот да се направи, значи да ќе фане до последна фамилија канализација, до последна фамилија вода за пиење. Значи тоа значи треба да значи тај како вид на стратегија и за цела држава, но да ја зборам за нашиот регион. Значи на во време, пример кај нас у Терен што се случува, септичка јама е направено, пуштено вода, ја до неа имам бунарот ми се од лани веќе загади. Значи тоа веќе 100 години не може да се изчисти. Значи тоа е една превентива задолжителна што треба да се направи за сите населени места важи. Значи тука му е септичката јама, тука му е пумпата за пиење. 90% се така сме у селото. Значи тоа е една работа. Втора работа, вие знаете кога се формира, вие сте запознаени, кога се формира регион, јас бев градоначалник. Тогаш ги викаме и председателите на совети со своји предлози на неколку состаноци, не секогаш. Значи на неколку кога се правеше буџет, кога се припрема предлози тие работи. Јас до сега ни еднаш не сум поканет, дали препоставувам и другите советници, председатели на совети не се поканети за упланскиот регион збор. И благодарност голема за возилото што веќе е доделено, тоа стварно благодарност што е многу потребно на општината. Значи тоа да се земе обзир. Вие се сеќавате, значи, јас како општина Чешиново Облеше у тоа време изборивме да запослиме човек таму да работи у планскиот регион, источно-планскиот регион, затоа што беше стварно кадар, вие знаете. Запознаете се Дарко што работи. Да, Дарко со мене беше. Така. Значи, толку беме стварно равноправни. И да имате обзир дека овие руралните општини што се тука у источниот регион, значи они произведуваат храна, не се толку моќни како Штип. Сега на Штип ќе се даде милион евра, на Кочини, на Облешот ќе се даде 100.000 евра. Не е фер. Стварно не е фер. Значи ако равномерен развој, дај да видиме малку сите да се гледаме. Тоа е од моја мислам, имам искуство што и у други држави сам видел, тоа е равномерен развој. Тај што повеќе има, помалку да добие, тај што помалку има, повеќе да добие, да се израмнато. И тука кај нас се движат сите, без разлика дали патишта, дали било што, и водата од тука загадена веќе иде и на Кештип. Значи тоа е целата работа. Благодарам. Може ли да одговорам Може. или Може. вака се околу тоа дали представителите на советот се присутни? Председателите на советот согласно законот не може да бидат, мислам, не може да бидат присутни, а тоа се зависи како се организира самата општина. Значи ние еден проект, него ние предлагаме, него се формираат и реков форуми кои што се организираат секоја година и на тие форуми точно е одредено, иако е Штип, например, со 50.000 жители или 46, а Чешиново Облеше со 4.000 жители, имаат исти број на луѓе учесници. А самите учесници ги даваат предлозите кој проект ќе иде понатаму. Значи не одлучуваме нити јас, нити старата директорка или новиот директор. Значи тоа е донесено од 2021 година баш од тие причини за да не биде Евил рекол или Далибор рекол ќе биде тој проект, него граѓаните и представниците на секоја општина си дават своји предлози, тие предлози сите 11 општини представниците на крајот ги гласаат и кој проектот тие влезе, тој добива. Еве минатата година, значи вашиот предлог бил препознаен од сите општини и затоа оваа година поднесовме апликација за да добиеме возило за собирање на смет. Мислам дека околу тоа средства колку, еве јас може да кажам дека моментално Чешиново Облешово ни должи околу 1 милион денара за неисплатени по основ на реализирани проекти, значи не е исплатен уште канализацијата во Чешиново, мислам дека во Соколарци. За урбанистичките планови кои се направени имаме 217.000, околу 600.518.000 имаме за Соколарци и за кофинансирање за нас има 55.000 денара. Некаде околу 1 милион денара општината ни е должна. Ние се, еве, некој се справуваме, некој плате преку проектите што ги обезбедиме и ние да земеме плата. Вие сега сте пожаливте дека немате поушали земено и ние се финансираме од тие средства. И нас не тужат и не гонат изведувачите. А тоа не е проблем за ние, еве, сепак да направиме нешто и за општините. Повеќе или помалку
Имаше една година, правевме некоја статистика колку има добиено, не се многу разликуваат. Сега има разлика, не може да речам дека нема разлика, има разлика, ама и лани исто мислам дека Сане го постави прашањето, градинката во Штип беше 16 милиона од нас пари до 54 плати општина Штип. Општина Тишиново Облешово не може да го плати. Затоа еве и ние се потрудивме за камионот да нема никакво кофинансирање од општина Тишиново Облешово. Ова ви кажувам да го ставите во случај, сега не знаеме кога ќе одобрат парите, можеби да ги одобрат у мај, па и да ги одобрат во мај, додека предпоставка ќе дојде пак август, може да ги одобрат во август. Подобро е да бидеме да имаме средства, обезбедени средства, за да може ако дојде зор да може да ги докофинансираме. Добро, благодарам. Некој друг дали има прашање или објаснување да бара од представникот од регион? Повели Сане. Значи, ова е четврти пат веќе како дискутирам на оваа тема и излишни се сите мои дискусии. Само едно предимство има тука нашата општина, што е на прво место тука напишано и после натаму нема ни едно место. Значи, прво Тишиново Облешово, Делчево, Кочани, Зрновци, Мородвис, Берово, Македонска Каменица, Виница, Карвинци и да не ги читам па тука па Штип. И ние сме само на две места спомнани, изградба на крак на фекална канализација у Облешово и изградба на канализација за населено место Уларци, општина Тишиново Облешово. Јас се тоа потреди да видам воопшто не може и ќе ме исправете ако сум. Не може да е грешка, Соколарци треба да. Грешка си извинувам што упаѓам во збор, и то Уларци не е. Извини се. Не. Уларци, знаете дека одевме преку тав програм. Значи не е Уларци. Соколарци. Од таму должено тоа 20, не, од 19, да. Ево, значи, грешка е техничка, не. Значи на тоа 1.4.3 изградба на канализација за населено место Уларци, општина Тишиново. Техничка грешка, дали од кај Василе, од кај нас некоја техничка грешка. Добро, Сане, може ли да те прекинам? Значи, јас како што кажав, ако ме слушна и сега и минатите години, дека тие проекти ние ги доставувате вие. Ние, 6 души, не може да спроведеме 500 проекта во никој случај. Значи, ние ги внесуваме податоците кои што ни ги даваат општините. Значи, реков дека оваа програма ја спроведува центарот, општините, министерства, невладени организации, школи, јавни предпријатија, странски донатори, сите што работат. Што имам добиено од општината, тоа го имам ставено во извештајот. Добро, благодарам. Повели Сане, продолжи. Сега и минатата година исто го тоа дискутира, значи дали е проблемот до општината што немаме форуми, што не е активно за да се аплицират од тие проекти. Ето, дали ме демантирате со тоа што ги прочитам сите, значи Пехчево има и Значи изгледа не се разбираме. Значи тоа не сме ги ние спровеле тие проекти, не сме ние распишале тендер, значи тоа го работела било која општина, само ни кажала што сработило. Значи што би службите ваши ми дале, јас знам дека има повеќе, но веројатно за тие се успеале да соберат комплетни податоци, пошто ако отворите позади на табелите видите колку податоци се бара за еден проект. И тие ако не може да ги попунат сите и не ми ги ни праќат сите податоци. Значи проектите што се дадени таму не сме ги ние сработили. Тоа се проекти кои што ги сработиле други општините самостолно. Министерства, општини самостолно. Нашите проекти се многу помалку. 500 проекти, 5 луѓе сигурно нема да спроведат, не може да спроведат. Дали тоа значи дека проблемот е тука во нашата општина со неаплицирање на проекти, со документација? Тоа не може да одговорам. Лично моje мислење сметам дека не може да ги соберат сите податоци кои се бара за да ми ги достават, па затоа не се доставени повеќе проекти. Јас толку не на мало дискутирам. дополнување гледам дека
гледам дека талкате. Прашањето на советникот му е едно, а вие одговарате во друга насока. Мораме да признаеме дека и таму кај вас се игра на тронови. Зошто да го криеме и тоа? Мислам, треба да бидеме и искрени околу тој дел. Еве последниот случај, зошто сме на прво место сега ставени. Вие знаете мојата борбеност, која беше на последната седница. Така ли беше? Точно, да. Точно, да. Па зошто не па отворено има да збориме машки, зошто да нема потреба да заобиколуваме некои факти кои се снимани, нотирани, доставени. Значи не е до собирање, до неагилност или ажурност на самата општинска администрација, значи па игра на тронови. Тоа е советник, значи не случајно сме сега први, затоа што некогаш треба и да се изместиме од некоја матрица на пристојно елаборирање или не знам што, па за да дојдеш на пиедесталот. Значи сега сме први, затоа што знам дека мандатот ми е и на нас сите заеднички, ние до октомври месец, и затоа ценев и дал се од себе и сега мораме ние како општина да бидеме први. Адакта. Толку. Значи тоа е работа. Ви благодарам. Добро, благодарам началниче. Некој дали бара збор од советниците? Сане, не си завршил, така ли? Добро. Викаше да не дискутирам, саркастично го кажа дека сме на прво место. Подобро да бидеме на последно место, да имаме поголем број на проекти, за разлика што сме на прва позиција на извештајот, а малку имаме реализација. Едноставно... По последно, се извинувам, советник, зборам за последниот повик. Не, тука го извештајот. Извештајот е сублимат. Јас зборам за сега, за последниот. Значи, тоа е реализација, а сега активност на чекање. Во ред, значи тоа е за 2025. Јас зборам реализација што има за 24. Дека сме маргинализирани нашата општина, дека другите општини одат понапред. Што е проблемот, не знам. И не сакам веќе да дискутирам за ова веќе. Благодарам, Сане. Некој од советниците дали бара збор, појаснување или прашање до представникот? Две точки заедно идат, така ли? Посебно ќе глас. Посебно? Да, посебно, пошто едениот го има другиот. Значи, расправава се по двете точки сега. Да. Добро, првата точка стави на гласање, извештај за спроведување програма за развој на Источно-Планскиот регион 2021-2025 за 2026 за 2024 пишува година. Добро. Кој е за? Благодарам. Воздржани? 1. Против? Нема. Ставиме втората точка. Годишни извештај за Источно-Плански регион за 2024 година. Кој е за? Благодарам. Воздржани? 1. 2. Против? Нема. Благодарам. Добро. Да ја прекинам уште еднаш, биде замолил, ако може да ставите точката следната недела да биде за кофинансирање од прилика на 6.000 денара и повеќе ја ставите, не е спорно, за да не чекаме после. Очекувам у секој момент да ни дадат договори да може да распишеме тендер право. Добро. Благодарам. Добро, благодариме на представникот од Источно-Планскиот регион. Ние продолжуваме натаму. Идеме точка 4. Предлог за утврдување приоритетна инвестиција за проектот улица Маршал Тито во село Спанчево. Тука имаме од урбанизам и градоначалникот ќе објаснат за тај проект. Градоначалник, вие ли први или Ива да кажеш? Иве повели. Како и собраќаен режим на тротоарите на улица Маршал Тито. Проектот претходно имаше одобрено средства од Светска банка во неколку етапи. Во првиот лот се реализира улицата
Христијан Тодоровски Карпош во село Чешиново. У вториот лот се реализира Маршал Тито у село Чешиново и сега неколку средства што останаа, околу 6 милиона, се алоцирани за тротоарот во село Спанчево. Сега прво, значи, предлог одлука како приоритет за реализација на тај проект, а втората одлука е кофинансирање на реализација. За истиот проект? Да. Добро, повели граначалче. Ви благодарам, председател. Знаете дека секоја година Светска банка преку покровителство, мислам со имплементација од транспорт и врски, распишува посебни лотови за секоја општина, така што ние спрема нивните критериуми ние се обидуваме да учествуваме по тој повик за да можеме да добиеме некои средства. Знаете дека Светска банка не се води по нашите позитивни законски нормативи, туку они имаат поинаков критериум по кој комисијата има поинаков критериум кои ги зимаат во предвид проектите кои општините ги поднесуваат, тоест ги аплицираат до нив и они се одлучуваат да ги финансираат. Оваа година, значи според тој критериум што ми беше доставен до мене, значи сигурно си го поставувате прашање зошто па баш Спанчево. Тука можевме најмногу да поентираме во делот на тие критериуми од проста причина што будирањето беше дека ако не само за инфраструктурно реализирање или партерно реализирање, значи тука најголеми бодови се влечеа ако самиот проект вели, ако на англиски, значи ако самиот проект, како што можев и јас, не сум толку го владеам, ама не толку добро, ако самиот проект поврзува или со извидувањето на самиот проект го подобри движењето на самата улица во делот на поврзување на училиште, детска градинка, тоа беше приоритетно земано. И после тоа за партерното уредување дека као втори критериум се зема во предвид дека ќе биде урбанистички средено и не знам и така натаму. Ние знаете дека веќе старите проекти можам да кажем и од пред некои имаше за жал и од пред 4 години кои веќе не се важички поради сега новите нормативи и регулативи, па сега да не зборам за после немилиот настан во Кочани што се случи и кај нас, дека на многу планерски куќи ја одземена лиценцата и ние го имавме истиот проблем, ама ето потом по некој временски период за да соберам информација ќе ви го образложам и тоа, дека некои проекти веќе ни се на нас неважички. Значи ние моравме да се уклопиме по таа методологија, се со цел за да можеме да ги искористиме. Тоест да го искористиме лото што ни го нуди. Еве за некоја среќа наша на 3 април ни стига мејл за да еве ви го прифаќаме, меѓутоа вторник, средната недела, тоа е утре, треба веќе да бидете комплетни со тие нормативи кои се ставени во точката. И од таа причина јас петокот реков, кога ние веќе добиме самиот мејл, дека е неопходно да мораме ние како народни избраници, за да ги искористиме средствата, ние и саботата некои од нас тука работеа, за да можеме се со цел за да се вклопиме во и да бидам јас утре комплетен таму, за да можеме да ги искористиме средствата. Тоа е целта. Не случајно преска реков, во интервентни ситуации некојаш е неопходни и адхок тела и одлуки да се донесуваат, затоа што ќе го видиме веќе исходот после тоа. Мислам дека секој од нас ќе се сложи со ова сега што го излагав пред вас, за да треба да бидеме на вистина спремни
И навистина треба да се соочиме, не да се соочиме, туку да ги испочитуваме сите тие нормативи што ги бара Светска банка. Пак ќе повторам и ќе завршам. Нашите законски позитивни нормативи во комисијата на Светска банка не важат. Не важат. Значи тие се имат поинаков критериум. За среќа наша, еве, јас сум горд на тоа и треба и вие да бидете сите горди на тоа, дека да се воспостави на тротоарско решение на делот на најпрометната улица во Спанчево е успех за сите нас. Ви благодарам. Благодарам, градоначалниче. И друго само, уште една мала дигресија, се извинувам. Треба да имаме од алоцираните средства, треба да имаме предвидено некои 350.000 денари, што не значи, како што спомна и господинот од Источен плански регион, дека при спроведувањето на тендерската постапка ќе бидат искористени сите. Можеби дел, можеби и нема ни најмалци. Мислам, нема ни дел да се искористи од тие, меѓутоа ние треба да ги имаме предвидено, за да не се најдеме ситуација, пак да се свикуваме, пак да имаме забелешки, зошто не е субопарно испочитуван се до дневниот рок и така натаму. Проектот ние го доработивме според нивните критериуми, значи не спаѓаат само тротоарите од двете страни. Ние првично појдовме со една коловозна страна, тоа десната страна од потегот југ-север, меѓутоа со по препораки на консултантот да имате простор по снимањето дека може и од спротивната страна, а тука не станува збор само за поплочување со бекатон, тука има уредување, партнерно уредување со клупи, со канти за отпадоци, со сама постројка, јавна постројка. Значи добро е урбанистички изгледа многу убаво. Од безбедносен карактер е стварно многу прифатливо. Знаеме дека тука имаш училиште, имаме детска градинка, дечиња, знаеме патот дека е со рудникот дека е стварно преоптеретен и е најфреквентна улица у самото населено место со тешки товарни возила. И пак ќе кажам, треба да бидеме горди, ако можеме да ги искористиме. Јас ќе дадам се од себе, значи ние сме спремни, дел од нас и пак ќе повторам дека и саботата работеа, да веќе утре бидеме комплетни, за да може тендерската постапка да биде спроведена. Ви благодарам. Благодарам. Иве заврши. Да. Ако имат некои прашања нешто. Ако има некои прашања од советниците, Славе, повели. Или исклучи го микрофон. Сега јас ќе се надоврзам до градоначалникот, да поздравувам го Потего со овоа. Јас живеам лично на таа улица, знам како минат возила, гледам секој сабале деца одат на школа, нека градинка, колку се небезбедни и се. Мислам дека ќе биде многу од корисна бар на нашето населено место. Само чисто да прашам за излизите, например, за куки, тоа ќе се направи сесија, тоа комплетно ти веќе име таму повеќе куки се тоа и само ме интересира нема ли да ни е проблем тоа стеснување на патот и ние имаме тешки возила, што кажавте вие, камиони и со тоа мора нешто из тоа да се преземе. Сега, например, ние сме земјоделско село, сега да не дојде некој камиони, комбањи, да настане некој, па иш да не е уништување, ќе почнат да се скачуваат по тротоар. Нема. Остану да си коловоза како што е. Нема да се Тоа и од страните, да, од и... Дори сакавме, извини што ве прекинувам советник, дори сакавме и сообраќај режим да се постави. Убаво тоа. Мислам на самата коловозна лента, не зборам на пат. решение. Меѓутоа, знаете дека ние не донесуваме, ние како општина, како орган не донесуваме, туку бараме мислење и одобрување од Министерството за внатрешни работи. Знам јас лично нели под насав барање залежиш. Потрудиме ние, значи него не е оставено, ќе се потрудиме и тоа да не можам да ви ветам, инициирано не можам да ви ветам ништо тука, ќе се потрудиме да или ќе го оставиме како аманет на средниот состав со градоначалник да може тоа да го реализира. Сега за сега, значи добро што почнуваме. Добро што почнуваме и ја ценам дека ќе
само од урбанистички Од безбедност. ситуација, туку безбедностната е многу побитна. Извини, човек. Ништо. Толку фала. Добро, благодарам, Славе. Некој друг од советници повели, Франческо? Може веќе сум и досаден, ама мене ме интересира додека сме со улица 1 мај. Толку. Советник, благодарам на прашањето. Значи, јас често пати инсистирам за одржување на комисија. Значи, ако се одржуваше комисијата за урбанизам, ќе бевте многу во тек, ама ја нели сега иземавме многу точки, па пред овој месец очигледно дека ќе имам уште една седница, па значи добро е. Јас сум тука секој присутен, додека ако не сум свикан во некој ресор, така што можеме да седнеме да почитувајќи го вашето време од брзање, ќе се објасниме околу тоа. Улицата станува збор за дека вие живеете, така? Да. Добро, ти благодарам. Не ти благодарам, јас е толку. Добро. Друг од советниците по оваа точка, повели Сане? Значи, мојата свест како личност не ми дозволува да гласам за оваа точка, бидејќи затоа што се однесува за Спанчево, туку затоа што се работи за тротоари, а не за некои инвестиции во водоснабдување, улици и се друго, што е приоритет за граѓаните. Се сомневам дека представниците од Спанчево што се тука, ќе бидат на удар што ќе се градат тротоари, а не за некој крак од улица и слично во Спанчево. Значи, да не бидам погрешно разбран, не сум за да не се гради у Спанчево, сум за да се гради у Спанчево, него поголем приоритет. Безбедноста, претходните дискутанти, безбедноста со ова решение се решава. Треба да размислиме дека и ние сите други ќе бидеме на удар, бидејќи сите населени места газиме укал, безбедноста на водата, на здравјето од водоводите се ни катастрофални и со тоа се загрозува здравјето на луѓето. Значи, пред се, уште еднаш ќе повтора, не сум против инвестицијата да оде во Спанчево, нека оде, него да се најдеше некој приоритетен проект, уличка, било што, за Успанчево. Ово мислам дека е непотребно. Непотребно. Ради тоа што немаме леп да јадеме, а ќе купуваме мандарини, банани или било што. Благодарам, советниче. Повели Овака. Значи, конкретно за овај проект сега да објаснам. И самиот проект се вика поврзување на локални патишта и улици. Значи, не е ни за водовод, не е ни за канализација. Прво. Второ, ако оде веќе улица, таа улица провлекува со неа и атмосферска канализација, како што беше случајо у Чешиново. И за Христијан Тодоровски Карпош имаше проект за атмосферска посебен и за Маршал Тито имаше посебен. Со 6 милиона денари ни може проект да се направи за улица, ни може проект да се направи за атмосферска канализација. А проекто оди у пакет и ги тражат тие значи први работи што треба да се испунат за да го одобрат. И од таа причина не е ни друга улица, не е ни водовод, ни канализација. Добро, некој од советниците дали има прашање? Повели Франческо. Па кога градоначалникот веќе не ќе да одговори за улицата, барем ви да одговорите. Немам сега да одговорам за улицата, за таа улица е аплицирано, а додека е те градоначалнико, да. Пошто имаме со влада за гробните места И претходно мислам дека е дискутирано за таа улица додека и шо е како е. Имаме тим. Како? Што е прашањето? Јас се извинувам. Истото прашање ме праша мене за улицата 1 мај. Само дека е поднесено Толку. Јас само Толку што сега можам за да сега. слушнам за Тоа е последно. прашањето на советникот Стојанов. Јас му одговорив значи, градоначалник. у самото експозе, ако се сеќавате, спомнав дека има критериуми по кои се будира и по кои ние треба да бидеме мудри пред се. Преку Светска банка, ако аплицираш за
Реконструкција на улица тоа вклучува и атмосферска канализација. Тоа да го знаете, тоа е основен, затоа цело време велам, позитивни законски норми не важат според нашето законодавство. Значи мора да биде имплементирана прва атмосферска, а вие знаете финансиската состојба на нашата општина. Значи, затоа инсистирам на комисии, луѓе, за да можете и вие да бидете информирани, за да не се доведувате до дилеми при вакви одлуки. Значи, добро е. И не случајно преска реков. Адхок тело се формира за вакви ситуации. 2 дена, ден, вечер, за саат, било како и да е. Значи, мораме ние да бидеме, да излеземе во пресред на самата ситуација. Значи, не може. Не може. Значи, ние треба тука треба малце искуството, кажува дека ако сакаш да го искористиш тој лот, вели критериум. 60 страни, така ли беше, Иве? Да. 60 страни беше. Тоа е договор. Тоа е договор. Значи, мораш тука да ги исполниш тие работи. Можеш ти, да, субопарно, можеш, да, јас сакам улица, ама ќе бидеш по дефолт у административна селекција, ќе бидеш изземен. Да, нема ни да бидеш ни точка на разгледување. Значи, подобро е да се добие нешто, отколку да се изгубе при некоја тврдоглавост. Ајде, народски кажаме. Добро, благодарам. Ја мислам дека тука не треба уопште да се доведуваме до дилема дали ние да го донесуваме тој. Значи, не станува збор за средства од општина, не станува збор преку повик од влада или било што, значи станува тоа сосем поинаква категорија. 6 милиона, да. Ако нема, тоа е лот 3, тоа е повик. Лот 3 е, слушав и дека останале од улицата од Маршал Тито Чешинова. Не, дилема е тоа. Ако ги имаше тие, ако ни беа ставени на располагање, тие ќе беше улицата продолжена. А Маршал Тито фаза 2 се извинувам. Фаза 2 Маршал Тито е финансирана од првиот повик преку влада, а се спроведува преку Министерство за транспорт и врски, значи тука е вклучена Маршал Тито фаза 2, улица Сремска со дел од 6. Тоа е. Значи добро е, пак ќе повторам, добро е да се состануваме на комисии. Тука малце можеме и да разгледуваме и списи, документи, акти, повици, па можеби и од вас нешто ќе произлезе што ќе и на мене ќе ми помогне заедно со целиот колектив. Ви благодарам. Некој од советниците дали ба разбор? Повелисане. Значи, до сега што се гласаше за проекти, за сето тоа, се однесуваше за навремено поднесување на проекти, потоа за населено место со урбанистички план. Мојата дискусија беше, и ако треба некоја уличка, нека е од помала метража, само да се направи уличка, а која е тврдоглав, граѓаните нека одлучат. И толку. Благодарам се. Уличка, советник, да бидеме да се држиме на нивото на нашата одговорност. Значи, јас ќе повторам и ќе завршам. Светска банка вели реконструкција претходно да има имплементирана атмосферска канализација. Ти благодарам, ако ме свакиш. Благодарам го, началниче. Некој од советниците дали ба разбор по оваа точка? Не, ставаме точката на усвојување. Кој е за? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Добро, благодарам. Воздржани? Против? 1. Значи, сега идеме точка 5. Предлог одлука за конфинансирање при имплементација на проект за поврзување општина Чешиново Обличе. Значи, тоа е за истата точка кофинансирање од општината, колку беа предвидени средства за кофинансирање? 350.000.
350.000 денари со тоа што да ги имаме предвидено како и што е случајот со ѓубрарката, да, меѓутоа не значи дека ќе бидат искористени. Ќе бидете информирани по самата тендерска постапка и е многу нормално дека ако веќе има потреба, неопходна потреба, есенцијална, дека ќе треба и ние да учествуваме со дел, значи ние ќе треба да правиме измени во планот, во буџетот, или ќе треба да воспоставиме проширување и така натаму, да не должиме околу тоа, значи ќе бидете благовремено известени. Меѓутоа јас од оваа гледна позиција сметам дека нема нити 50% да бидат искористени од тие предвидени средства. Па и да се 350.000 денари, 6.000 евра за добивање на таков проект е стварно дискутабилно, дали треба да дискутираме околу тоа да бидат обезбедени и предвидени такви средства. Затоа што ќе го добиеме како краен проект. Добро, благодарам. Дали некој од советниците бара за Ока одговор? Славе? прашањето не е за оваа тема, поврзано до градоначалникот. Дали имаме некои тендери, нешто случајно за крпење на дупки, нешто на обновување на некои патишта, ути имаме ние таа улица што ќе ја правиме до школото, да, ама нагоре, ако сте минале од некај до градинката, таа улица има стварно отворени дупки, за таа луѓе се ова. Мај месец ќе биде спроведено. Знаете дека етапно оде тоа. Бар нешто секоја година средствата не се искористени. Веќе е искористено Соколарци, сега неодамна имавме Чешиново Соколарци крпење, некои други покритични места. Значи мај месец имаме нов тендер, после новиот тендер ќе можеме да седнеме сите заеднички, да ги кажеме приоритетите и вие како совет да укажете на некои критични места за да можеме да пристапиме кон истите. Значи сега од оваа гледна позиција не може. Значи искористени се со последната транша Соколарци Чешиново. Добро, благодарам. Некој друг дали бара збор за финансирањето на проектот? Не се ставам точката на освојање. Кој е за? Благодарам. Воздржани? Против? Еден против. Трите се за. Благодарам. Имаше граничалче нешто прашање до вас што речовте че објаснете после што беше тоа? Не е пообјаснливо. Или? Паушал ви е пуштен петокот, претпоставувам дека денес веќе после 15-13 како и да е трезорското ќе имате прилив. Слушав забелешки околу заостанувањето по истите, меѓутоа добро е да го погледнете кварталниот извештај, затоа што ќе беше добро да се погледне кварталниот извештај, да видите овај временски период колку се имаме исплатено по однос на кредити, затечени, наследени. Сеќавате се дека при донесувањето на самиот буџет декември месец ви спомнав и ви напоменав, немојте да бидете изненадени, 6 во основа, 2 во проекција, милиони денари сме скратени и дека реперкусиите по таа одлука дека ќе ги трпаме сите. Јас не ја креирам политиката на финансии во оваа држава, ние сме буџетски корисници и можем со право, честно и одговорно да кажем дека домаќински се работи, меѓутоа тоа е тоа. Јас не можем, ние ги влечеме последиците од некое работење, непланирање или било што, така што јас можем само со сигурност да кажем дека до крајот на годината, тоест до крајот на нашиот мандат, дека нема да ве оставам со неплатени паушали. Ја не очекував дека ќе бидам сопрен за сите за сите предлози што ми се доставени во влада за продажба на градежно неизградено земјиште. Меѓутоа тоа е тоа. Пак ќе кажам, не сум креатор на генерален на политиката на владата. Они одлучуваат, ние мораме само да го спроведуваме. Ви благодарам. Благодарам. Повели Саши. Јас сакам да прашам градоначалникот за канализацијата Уларци, кога ќе биде ставена во функција? Веќе народот се ме прашуваат кога ќе ја пуштите, кога ќе ја пуштите, кога ќе ја пуштите. Колекторскиот систем да се заврши
Значи имаме со изведувачот, значи последната фаза не е завршена. Има проблеми со подземното ниво на води. Они очекуваат според нивното сондирање дека напролет ќе се повлече. Јас па моето мислење е дека со наводнителната сезона дека нема тоа ниво да се повлече. Ќе имам јас следната недела ќе имам состанок, па ќе ви известам за околу тоа. Значи колекторскиот систем да се заврши и се почнува. Инаку она е веќе у крајна фаза, веќе е ископано, постаменто е таму, кај се е ставено, да, да, монтирано е тоа се, и ќе имаме. Советник, тоа веќе завршена работа. Значи, добро е, мене ми е мака додека се обезбедат средствата, а после кога ќе се обезбедат средствата, веќе поминува тоа. Веќе тука почне само контрола да воспоставиш на самата извидба. Меѓутоа некои се случат и непредвидливи ситуации, како што беше и самиот виде дека при копање дека тоа извираше вода. Јас на неколку пати оди таму. Многу нормално е. Подрачје реката е на некои си 200 метри од таму. Така да сега тука има уште еден новитет и јас сега можеби ќе успееме, не знам, да се постави колекторски систем за снабдувањето, да не има дополнителни зборно за фотоволтаици, да не има дополнително оптеретување пошто па е со препух и самиот виде дека ќе качува, ќе има дополнителни оптеретувања од електрична енергија и да можеме и тој дел да, ако успеам, јас веќе имам го иницирано тоа, меѓутоа не знам, се уште немам ниту мислење по моето барање. Ти благодарам на прашањето. Добро, советниците некои прашање? Повелисане? Соочуваме се таму со стока, прават штета доста на земјоделските површини. На кој начин тоа да се среде, народо едноставно имат голем проблем. Веројатно од овци, гледам дека од овци. Кои се ингеренциите на општината тоа да се регулира, пошто сега фаза на растење на житните растенија и тоа е голема штета. И второ, водоводо од Кучичино водата е хемиски, бактериолошки неисправна на што се работи на тоа, значи народо имат проблем, само да се користи за техничка употреба. Благодарам, Сане. Согласно закон за пасишта, ако станува збор, има измени закон, пошто ја веќе сум тука 4-та година, не сум во текст со законските измени, надлежен за такви ситуации е инспектор од пасишта или советник, или не знам, вработен таму, знам дека има во Кочани, се поднесува на индивидуално ниво се поднесува, бидејќи станува збор за помал број на грла на добиток, за паша, на пасување или за, како се викаше, тоа е за водење на истите кон паша. Тоа се индивидуално се поднесува. Што се однесува до општината, тука нема и никакви ингеренции. Нема и никакви, апсолутно нема никакви, затоа што немаме ние тука, се знае, има си државен инспекторат за пасишти и може дури и до државен земјоделски инспекторат да се иницира до земјоделски инспектор. Кочани ги има. Општината има право да иницира само доколку станува збор за стационирање на поголем број на грла на добиток во населено место. Тоа да го знаете. Значи, тоа е согласно закон. Доаѓамо таму, значи, за тоа веќе нема тука што да дискутираме. Ако има си се и таа бројка не ја знам. Ако сега карши мене, буквализирам, некој повише 50-100 овци ги направи стадо, веќе тука градоначалникот е должен да интервенира и да преземе мерки. Ако е надвор на паша или терање до водење до напасување,
тука се оде со, пошто мине низ приватен имот. Ја мислам дека и прошлиот совет го прашате, мислам го поставите прашањето околу на Игор. Чинам дека околу хемиската исправност и бактериолошка на примероците што се зимат од водоводот Кучичино. Меѓутоа, јас немам информација тоа, пошто одат кај нив, а кај мене нема доставено. Вие го побарате од нив како тоест го поставите како прашање и побарате да ви се достават анализи. Не знам до кај е ситуацијата, пошто тие резултати од ХЕС не стигнуваат кај нас во општината. Ајде ќе прашам да видам до каде, по последната анализа до каде е и каква е ситуацијата. Барем хемиските работи ги знам. Ќе видам и јас сами, ако има застапеност на патогени организми, ќе видиме со хлоринаторот. На кое ниво се работи. Мислам, на кое ниво работи самиот хлоринатор. Добро, благодарам. Дали има уште нешто некој? Повелицане. На минатата седница реков паушално за резултатите на представникот од јавното комунално предпријатие, но сега пред 3-4 дена донесено е известување дека водата е технички неисправна за пиење. Значи резултатите се донесени од Центарот за јавно здравје дека водата не е за консумирање. Значи може само за како техничка вода. За првото прашање што беше, разбраве за тоа што кажувате дека нема ингеренција општината, него патот што го посочите дека како треба да се реагира, тоа е реагирано. Воопшто нема никаква реакција од посочените институции. Дури може да дојде до физичка пресметка, има луѓе кажуваат дека идеме таму и со овчаро, што е работникот таму на тоа, дека дури почнуваат и арогантно да се понесуваат. А тоа е се овие неколку дена, штета се прави. Веројатно и Теранци тоа истото се случува. Сите села има. Да, ама штета е тоа, значи за граѓаните е штета. И едноставно не добро, значи револтирани се граѓаните. Прво градоначалници, вие што кажате, значи ингеренции се на друга институција, него сите тие луѓе што разговарам, сите кажуваат дека општината е. Кажувам дека, ето, јас го тоа знам дека вие што го кажувате, има луѓе вика поднесено иницијатива, барање да тоа да се среде, стоја си тоа статус кво, а штетата се понатаму зголемува. Благодарам, Сане. Тај проблем е на ниво на цела држава. Можете гледале на телевизија, имаше и на портали за Сопаланка, колку 400-500 крави таму имало, па и тука има Осогово исто многу пуштини. А тоа што кажа Сане, кога дотиде некој укочени таму земјоделие или било дека и боби таму работи, они што ќе направат? Они викат идете си у општината, они ги праќат у општината. Добро, ако нема ништо, затварање 50-та седница, значи другиот понеделник седница. Давајде.